Да видиме што велат граѓаните, каква вода се пие во Скопје. Пиеме ли доволно безбедна вода од водовод? Доволно безбедна. Па мислам дека не е чисто. Повише купуваме вода. Според вас што би требало да се промени, односно да се променат ли цевките на водоводната мрежа за да се подобри квалитетот или што е проблемот? Па не знам, ја да ви кажам, сум граѓан од град Гостивар, тука студирам и немам многу информации околу водата тука у Скопје. Квалитетот на водата? Мислам дека е окей, да. Мислам дека повеќе бигор има само од други води што имамо. Ја редовно од чешма се пијам. Сметате дека е доволно безбедна за користење според вас? Па немам некоја солидна информација на која што можам да се повикам, ама јас се од чешма користам вода. Апсолутно се сомневам, ама нема што да прават на редов. Вокс Попули, гласот на народот, тоа е ставот на скопјани или на оние што живеат и гравитираат, циркулираат низ македонската престолнина. Ова утро во студиото е Емилија Аневска, раководител на сектор за санитарна контрола при ИП Водовод и канализација. Имаме уште еден нејзин колега на линк со колешката Елизавета Кузмановска, која ќе се јави во текот на разговорот, ќе биде заедно со Горан Ковчегарски, раководител на сектор Водовод. Имаме две војња и од Македонија, едно од Тетово, едно од Куманово, од градовите во низ Македонија. Почнуваме со гостинката во студиото. Прво велиме добро утро. Добро утро и на вас. Првото прашање е кратко. Одговорот нека биде јасен. Каква вода пијат скопјани? Скопјани пијат вода која што ни доаѓа од изворот Рашче, која што е добро позната по својот квалитет и минералошки состав. Тоа е така затоа што водата која што е во изворот е со една константна температура во текот на цела година од околу 13 степени, pH средина со отприлика околу 7,2, висока бистрина. И ние во нашата лабораторија континуирано ја испитуваме и покажува дека во однос на хемискиот состав е стабилен, континуиран и непроменлив, додека во микробиолошкиот состав е променлив во однос на годишното време и хидрометеоусловите. Што вели предпријатието, треба ли да пиеме вода од чешма, популарно кажано, безгрижно? Безгрижно, затоа што ние постоиме како сектор и го гарантираме безбедноста на водата за пиење до крајниот потрошувач. Двата најчести момента кои што ги загрижуваат скопјани, првиот е бигор. Бигорот е таков, водата од изворот Рашче е со средна тврдина и затоа имаме чести поплаки. Тоа е најчесто ради хидрокарбонатниот состав на водата и висината на калциумот, концентрацијата на калциумот во самиот извор. Тоа е таква, меѓутоа ние имаме благодет да користиме изворска вода, што во другите градови во Македонија не е така. И сега уште еден момент кој што е повеќе медицински, меѓутоа скопјани се жалат дека квалитетот на водата го поврзуваат со каменот во бубрек кој што често се појавува кај нас. Дали е тоа така, дали имате информација? Тоа не е така медицински, дури мислам дека има повеќе сметат на организмот оксалатите кои што се внесуваат преку другите производи отколку од хидрокарбонатот и од калциумот во водата. На кој временски интервал се вршат проверките на водата и кои ги спроведува? Ние како сектор постоиме, сектор санитарна контрола во склоп на јавното предпријатие Водовод и канализација и секојдневно вршиме мониторинг од 36 смерни места во градот Скопје и 14 смерни места во околината на градот Скопје. Ние сме акредитирана лабораторија согласно стандардот ISO 17025, кој што е стандард за компетентност на барањата на лабораториите за калибрација и тестирање. Тоа што ние како сектор сме акредитирани им дава гаранција и доверливост на крајниот потрошувач и на корисниците за доверливост и да веруваат во нашите резултати. Може ли да се заобиколат овие стандарди? Може ли да се обиде некој нешто да подметне? Не може да се заобиколи, затоа што ние секојдневно подлежиме на континуирани проверки и надзори од Институтот за акредитација на Република Македонија.
И пред да се вклучиме на линк, колешката Елизавета Кузмановска е подготвена. Од каде пиете вода вие? Од чешма. Добро е. Секојдневно си ја проверуваме. Како најава за она што ќе следи во продолжение, Елизавета Кузмановска заедно со колегата Александар Мжимаков се на терен. Горан Ковчегарски е со нив, раководител на сектор водовод. Бети, повели со соговорникот. Добро утро, поздрав од објектот на јавното предпријатие Водовод и канализација. Ве слушав и јас веднаш ќе го продолжам истото прашање студиско што го постави Бранко Чупески. Ќе му кажам добро утро на Горан Ковчегарски, раководител на сектор Водовод. Дали Скопјани пијат здрава и чиста вода? Најнапред добро утро, поздрав до вас и до гледачите на Македонска телевизија. Што се однесува до вашето прашање, можам да дадам потврден одговор. Значи, ние пиеме навистина исклучително квалитетна вода. Тоа е докажано со секојдневните мониторинг испитувања кои што ги правиме на повеќе од 50 намерни точки во градот, односно за тоа се грижи нашиот центар, односно сектор за санитарна контрола. И до сега е докажано дека водата е навистина на многу високо ниво. Ковчегарски, вие сте постојано, можам да кажам, на терен. Во градот Скопје секојдневно се случуваат дефекти, причините ќе ги кажете вие. Меѓутоа, пред да одговориме за буквално динамиката и кои се причинителите за дефектите во Скопје, дали во каква состојба можеме ли да констатираме водоводната мрежа во градот Скопје, односно подземната инфраструктура? Вака, јас одговорот ќе го поделам во неколку делови. Значи, главните артерии на градот Скопје се започнати некаде да се градат во 1964-65 година. Тоа е оној железарскиот главен цевковод, таа главна артерија. И потоа градскиот водоводен цевковод е започнат во 1969 година. И значи од тогаш наваму имаме постојано развивање на примарно секундарната мрежа во нашиот град. Таа е некаде на должина повеќе од 1250 километри, не вклучувајќи ги приклучните цевки кои што одат до самите главни приклучни шахти на корисниците на домаќинствата. Кога ќе се земе сето ова предвид, станува збор за значително голема мрежа. И можеме да кажеме дека сега во моментов ние правиме студија едно за испитување на состојбата на главните артерии, значи за градскиот и за железарскиот цевковод. И сме во момент на една фаза каде што правиме теренски испитувања, заедно во соработка со фирмата Цирко, која што ја изведува оваа активност. И за сега информациите што ги имаме во оној дел каде што се опатени повеќе фази, главниот цевковод е во добра кондиција. Меѓутоа треба да се допроверат уште неколку точки, затоа што имаме тука пременување, значи надземно кај мостот Обединети нации поминуваат 5 цевоводни цевки кои што се дел од градскиот водоводен цевовод. И испитуваме одредени шахти со потребната хидротехничка опрема. Треба да се докомплетираат тие податоци и кога ќе го добиеме конечно извештајот, ќе можеме да кажеме каква е состојбата во однос на главните артерии. Што се однесува до другата мрежа, примарно секундарната мрежа, имаме тука цевки кои што се градени, значи поодамна, како што спомнав, од кога е почнат развојот на дистрибутивната мрежа во градот Скопје. Дел од нив се во добра кондиција, дел од нив не се во добра кондиција заради замор на материјалот, заради забот на времето што си го земало своето, што велиме народно. И така да генерално можеме да кажеме дека има простор за да се работи, да се реконструираат мрежите со цел да добиеме еден систем кој што ќе биде уште подолго, да кажеме, одржлив. Претходно споменав, во градот Скопје информирате и граѓаните, имате служби каде што пријавуваат дефекти. Дали имаме повеќе во зимскиот, во летниот и каде најмногу се случува дефекти или не мора да биде правило? Видете, некој посебно правило нема, меѓутоа ние имаме некои анализи статистички
Вообичаено дефектите повеќе се јавуваат во периодот кога системот е подинамичен, односно кога потрошувачката на вода е поголема. Тоа го фаќа периодот некаде од март, април, па се до октомври, ноември. Меѓутоа, еве можам да кажам како информација оваа година, бидејќи топлото време малку се продолжи, ние веќе и во ноември, крајот на ноември имавме сепак пријавување од страна на граѓаните за дефекти. Меѓутоа, како што спомнав, генерално на летниот период дефектите повеќе се појавуваат. Градот енормно расте, имаме урбан бум, можам да кажам. Колку вие како предпријатие, бидејќи еве една висококатница, можеме да кажеме дека е како една мала населба во некој град во Македонија, како се справувате? Ве прашувам во делот и за поставувањето, меѓутоа и за притисокот на водата. И тука мислам дека се јавуваат оние дилеми и стравувања кај граѓаните во бојата, мирисот на водата, меѓутоа тоа можеби и студиски ќе го одговорат за квалитетот на водата. Ајде најнапред за бојата и мирисот на водата. Јас како што спомнав, ние во повеќе од 50 мерни места правиме секојдневни мониторинг испитувања и тука тврдиме дека водата е во исклучително добра состојба. Она што се јава како матност на водата или можеби некои мали кородирани честички, тоа зависи од самата внатрешна инсталација на објектите кои што се наоѓаат. И најчестата причина за заматеноста на водата е во самите објекти. Како причина, или можна евентуално некаде ако делот во нашата мрежа завршува, да кажеме, слепо, односно нема циркуларно прстенасто поврзување и поради можеби мал застој на подолг период на водата може да се појави некој мирис. Меѓутоа ние веднаш излегуваме на терен, соодветно извршуваме промивање, односно испирање на тој дел, на тој потек каде што се жалат граѓаните и така на тој начин тоа се превенира. Во однос на капацитетите и градежниот бум, како што спомнавте, што се веќе појава во нашиот град, и можеме да кажеме слободно дека тоа значително допринесува во однос на квалитетот на снабдување на вода, затоа што и самите, како што спомнавте, поголеми, повисоки објекти може да зафаќаат квантум на вода, односно потреба од квантум на вода како едно помало населено место. И така да, како се развива градот, како на градежна експанзија си го зема, се вели, својот дел, ние навистина има во делови периоди каде што проблемни представува водоснабдувањето на корисниците. Тоа значи дека во летниот период можеби да нема доволно притисок или сепак се прават оние пумпи во зградите подземни па за да немаат проблем? Како се решава? Во однос на притисокот на водата. Во однос на притисокот, во летниот период повеќе проблемот се јавува кај она што се вели гравитачно обезбедување на притисок до крајните корисници, односно онаму каде што немаме употреба на пумпи. И најчесто еве како информација можам да спомнам дека во пределот на Ѓорче Петров постои еден регион каде што имаме проблеми со водоснабдувањето, затоа што котата на Ѓорче Петров и котата на нашите изворишта во Раче 1 и 2 се блиски, како да кажеме, нема голема висинска разлика и со самото тоа се оневозможува да се постигне, да кажеме, потребен притисок. И затоа тука веќе се појавува потреба од интервенирање во системот, односно мора да се направат одредени резервари, да се изградат пумпни станици каде што ќе може соодветно да се обезбеди притисок до крајните корисници. Кај повисоките објекти секогаш согласно хидротехничките услови кои што се добиваат до одредена висина, до одредена кота може и гравитачно да се добие вода, меѓутоа веќе на повисоките катови мораме принудно да го правиме тоа, односно да се вградуваат хидрофорски системи во самите објекти на тој начин да се обезбеди квалитетно до обезбедување на потребниот притисок до корисниците од повисоките катови. Се вратам како последно на она прво прашање, кажавте дека сте на едно теренско испитување за испитување практично на целосната подземна водоводна мрежа во градот Скопје и веќе имате првични сознанија, нормално таа трае, не знам сега точно до кога, меѓутоа според првичните веќе кажавте дека ќе мора негде да се интервенира, односно да се
замени водоводната мрежа со нова, тоа ќе бидат нови зафати, меѓутоа и буџетски верувам дека ќе биде зафат кој што ќе бара многу пари. Капитален проект може би. Овака, она што го спомна во однос на студијата, таа се однесува на главните артерии. Значи, таа е главниот цевовод за градската мрежа и главниот цевовод кој да ние велиме железарска мрежа. И тоа се цевоводи со пречник од Фи 1600 мм, што значи станува збор само оние студии што ги правиме за тие две цевки. Во делот на примерно секундарната мрежа, ние податоците, информациите за состојбата на самата мрежа ги добиваме од нашите непосредни раководители. Значи, во делот на Скопје имаме 20 на пунктови кои што се грижат за квалитетното водоснабдување, односно за одржување на кондицијата на мрежата. И согласно тие информации ние пристапуваме со одредени активности, односно ние како сектор тие информации ги споделуваме со нашиот сектор за технички работи и развој, каде што понатаму се разгледува состојбата, се изработуваат соодветни проекти и врз основа на тие соодветни проекти ние понатаму пристапуваме кон реконструкција на самата мрежа. Уште сосема на крај, дали ова подземна инфраструктура или водоводна мрежа влијае врз квалитетот на водата? Бидејќи испитувањата си го кажуваат свој дека пиеме здрава и чиста вода, значи прашањето ми е дали цевките влијаат врз квалитетот на водата? Не влијаат врз квалитетот на водата, состојбата на цевките само влијае на кондицијата на мрежата, односно оно што ние успеваме да го дистрибуираме до граѓаните, а во однос на квалитетот на водата не влијае, еве чисто уште една информација ќе споделам со вас. Повеќе од 50 години веќе немаме никаква промена ние ниту во физичко-хемиските, ниту во микробиолошките параметри на водата. И тоа е доказ дека тоа што во делови некаде нашиот систем е, например, цевките се од постар датум, не влие на самиот квалитет на водата. Значи можеме се пофалиме дека скопјани навистина пијат здрава и чиста вода. Да, можеме да се пофалиме, има и студии и докази дека после водата во Австрија ние имаме, значи во Европа и поширокиот регион вода со навистина голем квалитет. Ви благодарам за директното вклучување. Студио, доколку немате прашања, ние би се одјавиле. Ја исцрпивте темата од ваш аспект, ние ќе се надополниме тука од наш аспект. Бети, благодариме, благодарности до соговорникот и до колегата зад камерата, се разбира. Сега добро би било да сме во се веднаш зад Австрија, во Европа. Зборува Елизабета и Горан за цевките за водоводната мрежа. Го слушавме инженерот што вели, да го слушнеме технологот што вели, какви ни се цевките? Вака сега од хемиски аспект. Од хемиски аспект јас можам да кажам дека водата од до крајниот потрошувач е хемиски стабилна и безбедна за пиење. Тоа го говори фактот затоа што ние секојдневно правиме анализи на 36 мерни место на вода од крајен потрошувач, а извориштето го испитуваме 2 пати месечно со проширени анализи хемиски и микробиолошки. Може ли нешто меѓу две проверки да се насобере низ цевките, нешто што може да влијае на квалитетот на водата за пиење? Нормално дека може, затоа што секојаш има изградба на нова мрежа, постапување во однос на дефекти, но имаме ние корективни мерки во однос на тоа со што заедно во соработка со сектор водовод врши испирање на мрежата и после тоа ние постапуваме како сектор. После процесот на испирање излегуваме на терен, земаме примерок, го испитуваме и кога ќе констатираме дека водата е исправна, испраќаме информација до нив. Дали препорачувате во домашни услови да се користат филтри на водата дополнителни? Јас од хемиски аспект не би препорачала користење на филтри, затоа што користењето на филтри треба да е строго контролирано и да се вршат испитувања како од хемиски аспект и микробиолошки аспект. Филтрите работнат на принцип на разни филтри во основ на активен јаглен, реверсна осмоза, во зависност од кој тип е филтерот. Го менуваат хемискиот состав и делуваат микробиолошки, со тоа што ние од една исправна санитарно безбедна вода добиваме вода која што
ќе нема хлор во нејзе, ќе е небезбедна и ќе има услови за раст на бактерии. Бактериите се нешто што за нас луѓето не е видливо со голо око и ние не можеме да утврдиме кога таа вода нема да биде безбедна за пиење. Сега ова тврдење е спротивно на она што разните комерцијалисти доаѓаат по нашите домови и ни вршат некакви презентации со батерии и со слично и одеднаш ја заматуваат водата, излегува некаква содржина. Тоа принципот на заматување е еден обичен процес на електрофореза со ставање на една сонда која што се става во чашата со вода, се врши разлагање на сите минерали во водата и тоа тоа е видливо со голо око затоа што од сондата излегува боја. Да, таа боја. Значи еден процес на разлагање на минералогијата која што се наоѓа во водата. Значи се раствараат сите калциумот, натриумот, калиумот, сите метали што се присутни во водата. Водата која што доаѓа од Рашче е со низок степен на метали и со самиот процес на електрофореза која ќе се види е видливо за голо око и така народски кажано се лажи и таа боја што не лаже, тоа сакав да го констатирам и јас, еве сега тука потврдено од технолог. На почетокот на денот кога ја вртиме чешмата, кога ја отвораме, може да се случи да потече, знаеме дека водата е безбојна, меѓутоа може да се случи да потече бела боја. Што значи тоа? Тоа се најчести поставување вака прашања од корисниците, значи понекогаш се случува внатре во цевката да има заробен воздух или меурчење на кислород. Со тоа што? Кога ќе се пушти чешмата да тече, навидум водата излегува бела. Тоа не значи дека тоа е хлор. Најчесто секогаш прашуваат се гледа хлорот. Хлорот не се гледа, кој што е присутен во водата и не е со бела боја. Значи тоа се само заробени меурчење на воздух. И што ако забележиме дека во низ чешмата потекува земја во водата? Тоа значи дека да се обратите до нашиот дежурно информативен центар, да го кажете вашиот проблем и ние постапуваме согласно нашите процедури. Излегуваме на терен, ја земаме примерок на вода, го испитуваме и доколку има потреба, постапуваме кон испирање на мрежата и повторно земање на примерок за да крајниот корисник добие на крај санитарна и безбедна вода за пиење. Благодариме уште еднаш за сега. Остануваме во студиото, одиме во Тетово да видиме Зоран Димовски е подготвен на линија, да видиме каква вода пијат тетовци. Зоки, добро утро уште еднаш. Добро утро, Бранко, од Тетово. Тука сме лоцирани во оделот за водовод при јавното комунално предпријатие Тетово и според повеќето анализи изминатиот период тетовци пијат чиста, здрава и безбедна вода за пиење. Има некогаш апел и совети од Центарот за јавно здравје да не се користи водата поради разни дефекти на старата градска водоводна мрежа која што можеби стара речиси 1 век. Тука гостин во утринската е раководителот на оделот за водовод при јавното комунално предпријатие господинот Љузим Шакири, па би ве запрашал како прво прашање каква е водоводната мрежа за град Тетово и дали таа водоводна мрежа придонесува некогаш тетовци да пијат небезбедна вода? Првин поздрав до слушателите и до водителите на утринската емисија на Македонската радио и телевизија. Јас сум Љузим Шакири, раководител на оделот водовод при јавното комунално предпријатие Тетово. Во врска со вашето прашање околу тоа колку е безбедна и питка водата во што ние ја произведуваме и ја дистрибуираме до граѓаните на градот Тетово, односно на општината Тетово, пошто ние исто така одржуваме и снабдуваме во наш домен менаџирањето и со двете селски мрежи за Фалише и за Сарачино. Наши контролори на квалитетна вода, односно за квалитетот на водата, дали е таа питка, е Центарот за јавно здравје, која зема проби мостра низ целата мрежа на градот Тетово и во селските две мрежи кои што ние ги имаме во менаџирање.
До сега не сме имале ситуации да дистрибуираме непитка вода, што значи дека небезбедна вода не смееме и според законот за води да дистрибуираме. Имаме систем на укажување на квалитетот на водата адхок во секој момент. Правиме дезинфекција со хлор, која што е класична дезинфекција во цела република. Се држиме до стандардите кои ни се пропишани од страна на Центарот за јавно здравје за дезинфекција на водата и законот кој што во рамките на дозволеното, што значи од 0,2 до 0,5, по основ на препораките кои што ни стигаат. Како што беше случајот со COVID ситуацијата, кога тога ни беше препорачено да подигнеме количеството на хлор, значи на 0,5. Но во однос на безбедноста ќе ве прашам затоа што хлорирањето се врши, да речеме, над градската водоводна мрежа. Каква е ситуацијата со градската водоводна мрежа, ако знаеме дека еден век е стара, а се уште таму има азбестни цевки? Дали тука може да се изврши некоја контрола? Вака, мостри проби Центарот за јавно здравје зема во мрежата, не зема во и една само мостра проба зема пред влезот во резерварите, односно пред хлорирање. Ние ја хлорираме, па после ја дистрибуираме во градот. Значи, ние дистрибуираме хлорирана и дезинфицирана вода во целиот систем. Што се подразбира до азбестните цевки, ја ден денес не сум слушнал, нити се трудев да најдем некој артикл научен кој што ќе докаже дека азбестните цевки се канцерогени, меѓутоа не успеав да најдам. А постојат препораки да тие се сменат. Постојат као препораки, не се условени. Нема услов за нивна смена, меѓутоа се препораките да се сменат. Примарната мрежа односно главните водови на цевки кои што за вода што се простираат низ целиот град, примарната што ја викаме ние, таа е во добра кондиција, меѓутоа имаме доста проблеми со приклучоците. Приклучоците ни се стари, значи градот е се уште во си има стари градби и старата градба во централното градско подрачје на језгрото на градот куќите се стари над 30 години. Имаме нови градби само во периферијата, таму веќе се пристапува кон изградба на по-сериозни примарни цевки и приклучоци кои што се со нови приклучни елементи кои што се по-квалитетни. Сега зборуваме за квалитетот, меѓутоа ќе ве прашам за квантитетот на водата, затоа што се работи сепак за стара градска дотрајана мрежа, каде што има губитоци многу на вода. Како да се справувате со овој проблем? Затоа што често имате и дефекти на самата мрежа. Ја и како и порано што напоменав дека имаме проблеми со приклучоците и количината на, односно дефекти кои настануваат се негдека 90% на приклучоците не се на примарната мрежа. Произведуваме негдека во минимумот, потребната количина за снабдување на градот е 300 литри во секунда, иако по стандарди за 80.000 граѓани резидентни би требало да дистрибуираме негдека околу 210 литри во секунда. Самиот податок ни покажува дека ние имаме негдека губитоци од 90 литра во секунда во мрежата. Негдека а се тоа се должи до траени приклучоци. Основната, примарната мрежа, која се состои од салонитни, гусени и ПВЦ цевки, ние немаме проблем околу нив. При крај сме со времето да ве прашам каква е состојбата со водоснабдувањето моментално во градот и каква зима тетовци да очекуваат во однос на водоснабдување? Ние као водовод пратиме и хидрометеоролошката најави и така натаму и проекции што ги прават од центрите за метеорологија. Тие според нив не очекува една зима која што ќе обилува со врнежи, со снег и дождови,
што за нас као град Тетово многу значи, затоа што ние се базираме од извори кои што се подземни резервоари кои што се надополнуваат од тие обилни врнежи. Иначе сега стоиме на тој минимум од 310 литри во секунда, кои што ги обезбедуваме од три делови за производство на вода. Тоа е од старите подземни затворен систем на извори. Тоа се Оливерица, големи извори и Ваков. И вториот ни е Лешничкиот, кој ни е отворен захват од него, па после тоа кој е 27,5 км до Лисец и од таму каде што се прави филтрирање и после ја пуштаме во системот. И третиот е бунарскиот, каде што мада тој е по-непожелниот, затоа што изискува трошкови од електрична енергија, ние сме должни да некојаш и го ставиме во функција тој дел. Да. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Еве, тоа е се за сега од Тетово, како што ни кажа и раководителот, оваа зима нема да имаме големи проблеми со водоснабдувањето, меѓутоа проблемите со дефектите на старата градска водоводна мрежа се уште остануваат, затоа што и како што кажав на почеток се работи за мрежа која што е стара речиси 1 век. Тука и мапата на оваа градска водоводна мрежа за која што засега и овие власти, меѓутоа и претходните локални власти нема никакви најави за нејзина реконструкција, затоа што сепак се работи за голем финансиски зафат. Бранко? Ѓаволот ја однел шегата, меѓутоа ете можеби некогаш некој ќе во ископувањата ќе врши истражување на оваа водоводна мрежа која што е толку стара, нели? Ти благодариме Зоки. Зоран Димовски беше тоа од Тетово, заедно со Љужим Шакири, раководител на водовод и канализација во Тетово. Ние се враќаме во студиото пред да одиме во Куманово. Елена Георгиевска не чека на линк. Два момента да разјасниме. Прво, дали азбестот е канцероген кога е во форма на цевка, низ која што тече вода? Значи, до сегашните испитувања нема докази дека азбестно-цементните цевки влијаат на квалитетот на водата и дека водата на еден начин би била канцерогена. Тоа ни потврдуваат и нашите испитувања, радиолошката анализа, дека водата која што ја пијат Скопјани е безбедна. Од друга страна можам да кажам дека азбестот како супстанца соединенија во форма на прав е канцероген. Меѓутоа, обработено како азбестно-цементни цевки не е така страшно. Различен е пристапот и третманот на водата во Скопје и во другите градови? Да, секако. Можам да кажам дека Скопјани имат благодет да пијат една изворска вода, која што оди само на хлорирање, која што всушност е и законска обврска согласно правилникот за безбедност и за вода за пиење. Додека другите градови во нашата држава се снабдуваат со вода од површинска вода која што оди на претходен претретмент, имаат филтер станице, па потоа на хлорирање. Одиме сега во Куманово, состојбата во овој наш град. Елена, добро утро, уште еднаш повели. Добро утро, благодарам Бранко. Куманово, како и останатите градови од државата, се соочуваат со застарена водоводна мрежа. Истата е градена во 50-тите и 60-тите години од минатиот век, па често е подложна на дефекти. Токму поради дефект на една од главните водоводни мрежи од централното градско подрачје на Куманово, дел од кумановци останаа без водоснабдување, меѓутоа проблемот е надминат. Од јавното предпријатие Водовод и општината укажуваат дека постојано работат на замена на старите дотраени цевки, меѓутоа на ова поле се уште треба да се работи, но доколку се спореди состојбата со селата, таму е далеку пострашно. Само мал број села од Куманово се приклучени на градскиот водовод. Повеќето од нив користат вода од сопствени бунари, па често реагираат дека истата анализите покажуваат дека не е безбедна за пиење. Како што нагласив, од Водовод и општина Куманово работат на проекти за подобрување на водоснабдувањето, за условите за сите граѓани. Тие се вклучени во неколку проекти, меѓу кои прекугранични. Последното на кое што работат е со општина Врање од соседна Србија. Во рамки на истиот проект беше набавено ново возило цистерна. Истото е набавено од последен пат било набавено всушност во 1996 година. Ќе служи за прочистување
на атмосферската и фекалната канализациона мрежа. Инаку најголем проблем во Куманово се точките каде што нема атмосферска мрежа, па затоа често при поројни врнежи атмосферската вода се приклучува кон канализацијската мрежа и често доаѓа до поплавување на улиците. Меѓутоа, она што е важно да се нагласи дека Куманово и општина Липково немаат проблеми со водоснабдување, акумулациите располагаат со доволни количини вода. Во поглед на темите и плановите на јавното предпријатие Водовод, ние поразговаравме со директорот на ова предпријатие, па предлагам да погледнеме дел од неговата изјава. Склоп на овој проект, Водовод Куманово ќе добие канал джет, цистерна под притисок, која ќе служи за прочистување на атмосферска и фекална канализација. Ваков вид на специјално возило со оваа намена ЈП Водовод Куманово за последен пат има добиено 96-та година. Така што се надеваме дека со ова ќе ги подобриме услугата кон граѓаните. Значи, најголеми проблеми се јавуваат онаму каде што нема атмосферска канализација, затоа што сите атмосферски води, сите олоци се приклучени во фекална канализација, која што е со таков капацитет со каков што е, и при обилни дождови, порани дождови, поради презаситување на постоечката канализациона мрежа, доаѓа до излевање на истата по улици или враќање на истата во семени домови. Со оваа цистерна ќе можеме побрзо и поефикасно да реагираме во такви случаи. Тоа е и намена и цел на овој проект. Во соработка со општина Куманово и Североисточен плански регион постојано ги следиме сите повици кои што се достапни и имаме оформено тим на луѓе исто од јавното предпријатие со кои што се изработуваат проекти и аплицираме. Моментално имаме, тоа можеме да го најавиме, општина Куманово аплицира за проект за реконструкција на филтер станица во висина од 1.300.000 евра, кои што веќе се обезбедени и се надевам дека ќе почне реализација некаде во март 2023 година. Исто за некои 3-4 месеци очекуваме да добиеме и специјално возило КИП, исто преку проект Североисточен плански регион, која што вредност се слегува некаде околу 50.000 евра. И нормално, затоа што овие средства не можеме сами да ги обезбедиме, ќе продолжиме и наредниот период да аплицираме и да ги следиме сите повици. Да, тоа беше изјавата на директорот на јавното предпријатие Водовод Куманово, како што нагласи, градот располага со доволни количини вода, немаше проблеми во текот на целата година, акумулациите Глажња и Липково имаат доволни количини за двете општини, водата секојдневно се проверува, анализите покажуваат дека е безбедна за пиење, потрошувачката вообичаено е зголемена за време на летниот период, во останатите периоди воопшто нема никакви проблеми. Токму за време на летниот период, кога потрошувачката е зголемена, јавното предпријатие Водостопанство Кумановско-Липковско поле одлучува да воведува одредени рестрикции за земјоделците за наводнување, меѓутоа за потрошувачката, за граѓаните всушност нема никакви проблеми. Бранко? Елена, ти благодариме и за ова јавување, остануваме нели понатаму за сите останати проблеми во Куманово, нели моменти кои што ни се случуваат. Продолжуваме ние во студиото на истата тема да го финишираме разговорот со три аспекти. Првиот е како се мери водата, потрошената вода, дали е променет секој водомер на територија на град Скопје и дали треба некаде да се интервенира на оваа тема? Вака сега, ова прашање е уредено со законска регулатива, согласно законот да доведување на вода за пиење и одведување на урбани отпадни води. Единствена можност за да се мери потрошувачката на вода е со мерен инструмент наречен водомер. Со тоа што имаме главен водомер и пособен водомер. Главниот водомер се наоѓа во водоводната шахта пред главниот приклучок.
а посебниот водомер се наоѓа во објектот на корисникот и е негова собственост. Доколку водомерот е постар од 5 години и е дефектен, обврска е на нашето предпријатие, односно на јавното предпријатие Водовод и канализација, да го замени. Но доколку водомерот не е постар од 5 години, а е дефектен, обврската за негова замена припаѓа на корисникот. Што ако се увиди дека некои од граѓаните користат поголеми количини на вода, особено некои што имаат дворови во текот на летниот период, и таа вода се разбира зашто ја користат за перење автомобили, за наводнување на тревниците? Ние немаме начин како да го контролираме тоа. Мислам, Дали тоа е прекршок прво? Не е прекршок затоа што си ја плаќа водата. Меѓутоа секогаш во текот на летните периоди испраќаме апели за рационално користење на водата, затоа што питка вода се користи во градот Скопје за технички услови. Значи за наводнување, полевање се користи онаа вода која што е во време во кое светот кубури со вода, а ние имаме природата се уште останува на нашиот разум за рационално користење на водата. Природата се уште не сака. Да, се уште велиме, се уште. Кои се начини за плаќање на сметките? Јавното предпријатие Водовод и канализација секогаш излегува во пресрет на своите корисници со тоа што континуирано ги надоградува своите електронски услуги преку познатиот сајт за електронски услуги, со тоа што можеме таму да се евидентираме како електронски корисник и таму да си ги платиме електронски сметките. Со тоа што се достапни на веб сајтот и сите други услуги како барање, што ние ги нудиме како предпријатие. Од друга страна, нашите пунктови се поставени веќе во неколку општини, како општина Сарај, наплатниот пункт во Лисиче, Шуто, Оризари и многу други. Низ трговските центри има поставено апарати за само наплата, како градскиот трговски центар Сити Мол, Капитол. Во нашата дирекција има поставено ваков апарат, во јавното предпријатие Комунална хигиена има поставено таков апарат за... Во текст, значи, со современите трендови и на крајот амбалажа, пластика или стакло? Секога стакло. Зошто? Тоа е една нова тема на која што тек треба да се развива, микропластиката во вода, која што за нас не е видлива со голо око. Во подеме решавање на законската регулатива за микропластиката во вода, како кај нас, така и во светот. Треба да се регулира во Европската директива за вода, така да побезбедно е да се пие вода од стакло.